Продукцијата на филмот Девојките на Марко е последна во низата настани на Средното општинско училиште Ѓорче Петров, кои што се случија во текот на изминатава година и кои ја одбележа ова учебна година. Станува збор за проект, за еден од многуте проекти на драмската секција на нашето училиште, која што под менторство на професорката Билјана Тинтовска работи еве веќе 27 години. До сега сме имале многу успешни проекти, како драмски представи, така и филмови пократки, меѓутоа ова е ваков прв долгометражен филм, во кој што ќе го видиме талентот, значи ќе дојде до израз талентот на нашите ученици и се разбира, тука исто така доаѓа до израз и работата на нашата колешка, како и незиниот помошник, нашиот поранешен ученик Филип. Колку овие наставни активности помагаат во зголемување на интересот за вашето училиште? И во наставните активности, и проектите, и се што се случува во училиштето, и внатрешниот и надворешниот изглед на училиштето, сета работа на целиот кадар, како наставен, така административно-технички, помага за промоција на училиштето, сето тоа придонесува да имаме една добра бројка на пријавени ученици во нашето училиште во скоро сите струки и профили. Како што веќе спомена директорката, нашава драмска секција работи успешно 27 години и имаме многу наши авторски текстови, повеќето ни се авторски текстови. Меѓутоа, недостатокот од сцена, каде што би можеле да на сцената да прикажеме некоја друга авторска наша представа, не наведена идеја да создадеме вака еден филмски проект. Сакавме да биде нешто што е актуелно за младите, исто така да ги допре вредностите што сега некако се во опаѓање во општеството, да издигне вредноста на семејството, на меѓучовечките односи, другарските односите во семејството. И затоа се одлучивме за книгата на Оливера Николова, Девојките на Марко, затоа што на децата во основно им е како лектира, им е позната тематиката и сакавме преку талентот на нашите ученици да ги прикажеме тие вредности. Се надеваме дека публиката ќе ужива во изведбата во гледањето на филмот и во квалитетната подготовка на филмот. Јас во оваа прилика сакам да прво да се заблагодарам на директорката за несебичната поддршка која секогаш ни ја дава. Потоа се заблагодарам на Филип, кој што несебично се вложува постојано, откако беше ученик во нашето училиште, па и цело време, толку години, како координатор и активен член на драмската секција, на сите членови на драмската секција, посебно на тимот кој што учествува во реализацијата на овој филм и техниката исто така, Дамјан Аврамовски и нашите ученици, сите се овие наши ученичиња, повеќето матуранти, и така некако да ги испратиме со еден убав проект со кој што ќе се паметат и ќе останат во сеќавањето на публиката. 16 како што ми помогна Филип, 16 ученици вкупно така. 15 ученици плюс Дамјан. И Дамјан како снимател, така и монтажа. Премиерата на филмот е планирана и веќе закажана за 18 јуни, тоа е утре, во 20 часот во големата сала на Марко Цепенков, Домот на културата Марко Цепенков, и голема благодарност до нивната поддршка. Планираме од есен да исто така да ја понудиме на основните училишта, бидејќи ќе им биде корисна затоа што е според мотиви од романот на Оливера Николов. Поттикната од креативната работа на овие млади мои ученичиња, од нивната иновативност, од нивната посветеност, одговорност, вложеност во работата. Сакам на сите млади да им порачам дека среќата, како што рече Тоше, не мора да се бара само во материјалните вредности, дека среќата всушност се бара во средбите меѓу луѓето, во нивните меѓусебни контакти, во заедницата, во меѓусебното дружење, како што спомна Филип, дека нашата драмска секција всушност
меѓу другото има и една своја функција да ги издружува децата и тие да остануваат пријатели и после завршувањето на училиштето. И понатака да се дружат и да се бараат, еве и гордост ние дека имаме и веќе студенти на Факултетот за драмски уметности од нашата драмска секција. Значи, таа порака да ја запамтат младите, дека среќата во животот е од средбата и морфолошки збор од среќа, од срешта, од средба произлегува и да се дружат, да се сретнуваат со убави работи меѓусебно, значи не само да гледаат на себе си, туку да гледаат и на тој до нив, тој околу нив, на заедницата, на семејството, и таа е таа порака што децата и во својата работа ја остварија. И мене ми е многу драго дека дури така и малце емотивно тоа делува на мене, толку многу се посветија што се надевам дека и публиката ќе биде задоволна од она што ќе го види како наш производ. Благодарам. Целиот процес започна веќе во октомври, кај што заедно со професорката дојдовме до идеја да создадиме нешто. Како што спомена и таа, поради Војдан Џондрински театар дека е затворен, 105 сцената, веќе актерите се таму, во Домот на културата имаше доста активности, некако сметавме дека ние може ќе видиме малку вишок. И за да не бидеме во сета мешаница, се одлучиме нешто да направиме, може подолго време да го работиме, сепак да има некој не еден проект кај што ќе бидеме сите горди на него. Затоа од октомври веќе започна идејата. Баравме долго време текст кој што може да одговара на нашата возраст, на нашите членови, на нашата публика. Како што гледате, повеќето ни се девојчина, малку сме мањак со машки, затоа се одлучивме за текстот, за книгата Девојките на Марко. Значи, започна процесот прво со читање, значи, на книгата, потоа сите заедно, што се овдека, извршивме драматизација, значи, одевме реченица по реченица, разговаравме, значи, скоро месец и пол траеше тој процес, каде што се одлучувавме на која стана четрни приказката, кои ни се битни улоги, кои настани се битни, се со цел да колку што можеме публиката поблиску и да доближиме до книгата, сепак да не биде многу долго, а сепак и да уживаме во самиот процес. Потоа следуваше напишување на сценарио, па после заедно со Дамјан, кој се согласи да ни помогне во создавање на овој проект, создававме места, баравме за снимање, кадри, секако што ќе оди понатаки. Имавме доста проби, значи некаде процес оди од 7 до 8 месеци за да го имаме веќе финалниот производ. Мислам дека сите уживавме во цел процес, и во драматизацијата, и во пробите, доцна навечер имавме проби, во саботи, во недели. Имавме околу 70 часа снимање, значи доста снимање имавме. Сакам да упатам благодарност до сите наши пријатели кои што ни помогнале, како Сладкарница Шар, Јака Травел, Студио Палада, Парфемерија Паладиум, Мега Маркет Пата, подсетувајте ме да не заборам, до Клуб Калинка, до бендот Докторс. Исто така сакам да упатам благодарност до наш ученик Ѓорѓи Петковски, кој што ни помогна да создадиме музиката за филмот. Фактички, се што е во филмот се е создадено од нас и се е од самите ученици, самите учесници што се. Тука е професионалноста на Дамјан, кој што се потруди со неговата опрема, камера, монтажа, се што е потребно. И се надеваме дека ќе имаме еден квалитетен производ, на кој што сите сме горди и се надеваме дека ќе му се допадне на публиката. Дали ова значи дека од театар сега веќе преминувате на филм како драмска секција? Искрено ова вака ни е прво, како да кажам, попрофесионално, поголемо навлегување во филмската индустрија. Театарот секогаш нас ни е најголема љубов, но какво време такви мерки се бараат. Немаме театар за жал, па сега ако немаме театар, ќе одиме на платно. Прво да видиме како ќе биде прифатен од публиката, дали ние ќе сме горди, дали доволно сме се покажале, дали сме ги покажале нашите искуства, нашите способности. И пред се, ако уживаме, ќе имаме. Ако доколку не уживаме, да ние да направиме 16 филмови, не е битно. Пред најмногу битно е да уживаме во самиот процес и да се дружиме. Тоа е и целта на нашата драмска. На кои локации се снимаше филмот? Се снимаше на секаде, се снимаше на железничка станица. Значи, Сето се снимаше во Прилеп и дејството е напишано дека се случува во Прилеп.
пред Марко Цепенков, пред киното, во набројаните пријатели и места каде што ни се, на могила, во нашите домови, во фамилијата Тркалевски, кај мене дома, значи секаде каде што имавме простор и каде што ни требаше место за да биде усогласено со текстот. Зошто Прилеп? Затоа што Прилеп е нашиот град, градот во кој што сме родени и израснати, и сметам дека треба да биде промовиран како место каде што може да се одвива еден нормален живот, преку тоа што е промовирано семејството, пријателството, значи тој секојдневен живот кој што ние како млади го живееме овде. И мислам дека преку тој филм младината, посебно, ќе види дека утре други ден не е и толку лошо да се остане овде и да се биде дел од ова општество, за да се промени ова општество и да се направи подобро. Исто така и вредностите се она што е тематика во филмот. Точно. Колку е тоа важно еве да се навратиме на одредени вредности што биле актуелни пред 20 или 30 години. Така. Оваа книга од Оливера Николова е напишана пред 20 до 30 години и се одвива во едно време кога се зборувало преку фиксни телефони, кога се пишувале писменца. И сега нашата адаптација требаше да биде врз тој период, така да ние се потрудивме овој модерен живот да го споиме со тој од минатото и тука се и внесени елементи на вредностите кои што денес полека се губат преку, можам да кажам дека тука и животот кој што е нели преку технологијата, преку социјалните мрежи, има многу вредности кои што од минатото се загубени и се обидовме да го прикажеме тоа дека без разлика на тоа што еве во денешно време на пример не се пишуваат писменца, може сепак да се искористи некој таков, не знам, еден романтичарски момент кој што е сега загубен, кој што многумина не го практикуваат, а кај многу девојки, млади девојки, тоа може да биде, не знам, причина за радост, точно, за пеперутки во стомакот. Јас сум Тоше Тодоровски, член на драмската секција Слободно театарче при СОУ Ѓорче Петров. И за овој филм кој го припремивме со голем труд, кој секој вложи максималното од себе, резултираше со тоа да се распродаде цела сала, на наше големо изненадување, мислам и големо задоволство. И се надеваме дека ќе има многу позитивни коментари заради тоа што филмот ја поттикнува свеста на луѓето која што во нив длабоко тлее и ги покажува вистинските вредности дека тоа што сега за жал не изобилува, дека материјалното преовладува кај секого, има нешто и поважно од тоа. Можам да кажам, ликот кој глумам јас, најмалиот брат и најмалиот член во семејството, е најжртвуван за цела фамилија и преку сплет на околности го доживува тоа што понатаму во животот го чека и пробува на многу мала возраст да се справи со истото, а од друга страна, несвесно постарите браќа му приредуваат многу препреки кои успева да ги совлада со неговата и троштина и накрај се сочува со тоа што го чека понатаму и едноставно се помирува со фактот дека животот знае понекогаш и да биде суров. Тоа е за неговата возраст не е толку значајно заради тоа што тој добива од таа случка, но понатаму животот знае да биде доста суров, но тоа не значи дека треба да се откажеме од нашите желби и од нашите соништа. И токму тоа мислам дека таквите вредности нашиот филм и нашата екипа проба да ги покаже и се надеваме дека тоа ќе допре до публиката. Колку време си дел од драмската секција? Јас сум дел, ова ми е втора година, сега трета ќе ми биде следнава година, значи сум запишан од прва година. Точно, да. Од првата година сум во
од прва година средно учествувам во драмската секција Слободен театар. Дали ако учиш средно ручно училиште, дали може да се гледаш на фактор? Па би можел да се видам, но ќе видим.